Почитувани, скандалите на коалицијата ВМРО-ДПМН и ВЛЕН не запираат и секој ден е поскандалозен од претходниот. Најновото своеволие на председателот на Собранието Африм Гаши потврдува дека не само што немаат намера да престанат со прекршување на правилата, туку тоа ќе го прават без да се грижат што мисли јавноста и граѓаните. По објавите на медиумите дека Африм Гаши приватно со цела свита обезбедување бил на свадба во Косово, денес институциите, МВР и Собрание должат повеќе одговори. Вчерашните неуспешни обиди да ја заташкаат веста нема да им поминат. Тошковски и МВР треба во најкус рок да одговорат дали имал Гаши патен налог и документација со себе за ова одење по невеста. По кој основ бил даден налогот и на колку денови? Бараме налозите се разбира ако постојат да се објават во јавноста. Граѓаните веќе не им веруваат на зборовите на Тошковски и МВР. Потребни се докази. Понатаму го прашуваме скандал мајсторот Гаши да одговори пред граѓаните дали е етички со службено возило да оди по невеста во Косово. Дали знае дека тој може со приватно возило да патува и покрај тоа што неговото обезбедување може да користи службени возила. Дали знае дека е понижување за државата вториот човек по ранг да оди по свадби и по невести со службено возило во соседни држави. Свесен ли е Гаши воопшто за важноста и достоинството кој треба да го носи позицијата председател на Собранието или тоа го смета за приватна својина? Понатаму го прашуваме Мицкоски, до кога ќе ги гази сопствените ветувања? Зошто го убедуваше народот дека секој политичар од неговата влада, кој се однесува непримерно и несоодветно, ќе биде сменет? Или тоа не важи за албанскиот коалицијски партнер на ДПМН? Мицкоски ја труеше јавноста и граѓаните дека му е потребен нивниот глас за да ги спаси од самоволието на ДУИ, за на крај прво да направи коалиција со ДУИ и да им го надгради балансерот, а потоа да замижува пред понижувањата од ВЛЕН. Ви благодарам.